Вчера во Куманово се одржа трибина на ВМРО ДПМН на која што присуствуваа министрите Зоран Ставрески, Гордана Јанкуловска, Никола Тодоров и други представници од законодавната и извршната власт, како и директори на јавни претпријатија. На трибината министерот за финансии Зоран Ставрески посочи дека и во време на тешка економска криза, владата на ВМРО ДПМН има просечен раст на бруто домашниот производ од 3,2%, што е 3 пати повисок од просечниот раст кога на власт биле социјалдемократите. Тој додава дека со превземањето на антикризните мерки не се дозволило да има отпуштање на работници или пак намалување на платите, пензиите и социјалната помош. И во такви околности, просекот на економскиот раст што ние го остваривме на нашата економија во вакви времиња со целата светска криза е 3,2% просечен раст на бруто домашниот производ. Процентот на просечниот пораст на бруто домашниот производ во 10 години на владење на Социјалдемократскиот сојуз во Република Македонија беше 1,2%. Владата на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери не дозволи во буџетот да се зголемат даноците и на тој начин да се спасува буџетот и државата. Не ги намаливме пензиите, не ги намаливме платите, не избркавме луѓе од работа. Ниту ја намаливме социјалната помош. Ние не штедевме на образованието, уште помалку на здравството. Ставрески додава дека владата континуирано работи на подобрување на деловното опкружување, посочувајќи дека странските инвестиции се зголемуваат и дека во последните 5 години нивната вредност изнесува 1,5 милиарди евра. Ставрески посочи дека во оваа година за капитални инвестиции се предвидени 350 милиони евра. Тој додаде дека стапката на невработеност се уште е висока, но сепак е намалена за разлика од пред 2006 година. Министерот за финансии нагласи дека и во иднина владата ќе работи на подобрувањето на животниот стандард на граѓаните. Тој ги потенцираше и мерките за самовработување како и субвенциите кои се нудат за земјоделците во висина 130 милиони евра. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска посочи дека и во иднина ќе продолжи неселективната борба против корупцијата и криминалот во Македонија. Борбата против криминалот и корупцијата не само што нема да запре, туку таа допрва добива на интензитет затоа што граѓаните ја поддржуваат таа борба. Јанкуловска посочи дека е ставено крај на империјата на кумановецот Бајруш Сеидију. Министерот за здравство Никола Тодоров потенцираше дека се инвестираат 100 милиони евра за набавка на нови медицински апарати и дополнителни 100 милиони евра за изградба и реконструкција на болници и други здравствени установи.